продолжуваме на една тема за која што се надевам ќе го задржиме вашето внимание. Голем интересот за вработување во професионалната војска. Зошто е тоа така и што значи да се биде професионален војник? Разговараме со полковник Дарко Кочовски, тој е началник на секција Ј1 управување со персонал во Генерал-штабот на армијата. Добро утро. Добро утро. Полковник, она што главно сакам да го кажеме како вовед во разговорот и зошто ве викнавме денеска, е зошто е толку голем интересот за вработување во професионалната војска. Еден од аспектите на управување со човечки ресурси е да привлечеме што поголем број на кандидати кои што би можеле да бидат примени во армијата на Република Северна Македонија. И се надеваме, особено во последниве 3 години, успеавме да направиме некои промени кои што направија еден поттик на младите луѓе да се пријавуваат како кандидати за прием на професионални војници на служба во армијата. Колкав е интересот, може бројките само да кажат, дека за вработување на 200 вработени места се пријавуваат 900 апликанти. Значи, голем е интересот. Ова не било предходно така. Голем е интересот, како што спомнав, тоа го направивме посебно пред неколку години. Интересот е голем, се пријавуваат огромен број на кандидати. Можам да кажам, од аспект на тоа, од тие кандидати кои што се пријавуваат, ние сме комотни во можноста да избереме квалитетен персонал за служба во армијата, посебно како професионален војник на служба во армијата. Зошто е тоа така? Затоа што ги направивме одредени измени, законски измени во Законот за служба во армијата, кои што ги привлече младите да се пријават. Кои беа тие кои што го има пресудниот, да речам, збор да ги променат работите? Пред 3 години имаше еден услов, значи, за да може да се пријави на јавен оглас за професионален војник на служба во армијата, кандидатот мораше претходно да имаше ослужено доброволен воен рок, доброволно служење на војниот рок. Тоа беше отприлика 3 месеци? Така е, 3 месеци. Да. Луѓето некои од нив се пронаоѓаа во таа професија, некои не, така да одзивот беше мал, беше во незначителен број. Меѓутоа со последните измени во Законот за одбрана, тоа доброволно служење на воен рок, односно во Законот за служба, тоа доброволно служење на воен рок веќе не е услов еден кандидат да се пријави на... Не е условот, значи не мора да има завршено доброволно служење на воен рок, за да може да се пријави на јавен оглас за прием како професионален војник на служба во армијата. Велите, добро е дека толку многу кандидати се пријавуваат, затоа што ние можеме најдобрите да ги избереме. Па кои се тие квалификации кои што треба да ги поседуваат најдобрите за да бидат избрани? Морам да напоменам дека во армијата служба вршат неколку категории на персонал. Тоа се активен воен персонал и цивилен персонал. Во овој активен воен персонал спаѓаат и професионалните војници. За сите категории на персонал имаме општи услови за служба во армијата, тоа се да се државјани на Република Северна Македонија, да се полнолетни и да имаат посебна здравствена физичка способност. И за сите категории имаме посебни услови за да можат да се пријават по јавен оглас. Секој дополнително. Да, секој дополнително. Конкретно за професионалните војници, тие не треба да бидат постари од 25 години до крајниот рок на јавниот оглас за пријавување и да има завршено средно образование. Тие се тие два посебни услови, а во тие посебни услови, како што споменав, претходно беше и доброволно служење на воен рок, што не е повеќе услов за... Ајде ќе зборуваме за тоа подоцна, туку кои се, главно, кои се бенефициите кои што ги имаат професионалните војници? Бенефициите можеме да ги поделиме на два дела, да речеме. Значи, едните се финансиските, од финансиски аспект, а другите со професионалниот развој на професионалните војници конкретно. Можам да кажам, со измените во законот пред 3 години, со првото склучување, едно да напоменам, значи професионалните војници склучуваат договор на определено време. Првиот договор кој што го склучуваат е на 3 месеци и во тој период се одржува основна војничка обука. И им даваме можност на сите кандидати кои што се примени, дали се пронаоѓаат во тој дел, не се пронаоѓаат. По завршувањето на таа основна војничка обука склучуваат договор на 4 години и тој договор се продолжува до навршување на 45 годишна возраст. На 4 години? Така, на 4 години до навршување на 45 годишна возраст на професионалниот војник. Сега имам малку подпрашања. Во делот на тоа дека добива во тие првите 3 месеци обука, дали е таа обука која што се одвестува на претходно пред 3 години како што било служење на
Така е, доброволно служење. Доброволно служење, така значи, да. поентата е таа. Значи тоа е. Волонтирање сакав да кажам, а не знам дали е тоа доброволно волонтирање. служење на воен рок. Да. Поентата е таа, значи во тие 3 месеци луѓето се запознаваа со основната војничка обука. Таа е иста? Иста е, значи има план и програма и дел од таа основна војничка обука, крајниот дел можам да речеме е специјалистичко, стручно специјалистичка обука за да можеме да ги поставиме во соодветните команди единици во армијата на краишта. Она што ме прашавте, значи кои се бенефициите, од самиот почеток со случување на првиот договор добиваат основна плата со сите додатоци кои што им следуваат во зависност од тоа каде ќе бидат поставени. Добро. Во текот на кариерата, значи како еден бенефит, професионалниот војник може да, исто така, како финансиски аспект, може и ќе биде упатен во мировни операции во странство, каде што па покрај основната плата се исплаќаат исто така и посебни надоместоци, месечни надоместоци. Тоа е уште еден потик и бенефит за професионалните војници. Во текот на кариерата исто така, до навршувањето на 45-та годишна возраст, кога им престанува службата во армијата, им даваме две опции. Значи може да се одлучи да продолжи, да се вработи во друга државна институција на определено време, меѓутоа не како професионален, односно како воено лице, или пак втората опција која што им е дадена е да се изјаснат да им се исплати еднократен паричен надоместок како испратнина, која што е во висина на двократен износ на просечната месечна нето плата исплатена по работник во Републиката, но не помалку од 1000 евра за секоја година служба во армијата. Практичен пример, ако еден војник, професионален војник до својата 45 година работел 20 години, му се исплаќа некаде од прилика околу 23.000 евра по навршување на 45 година возраст. Дека И уште еднаш само да напоменам, значи во текот на службата како професионален војник, значи си имаат можност да се пријават на многобројните интерни огласи да станат подофицери на служба во армијата, односно да го сменат својот статус од работен, да отидат скалило погоре. На определен, така е, на определено време во работен статус на неопределено време, тоест во развој во кариерата. Така, добро. И скалило погоре значи дека треба да поседува одредени квалификации така за да може. Тоа не е само искуство, тоа дополнително претпоставувам и се некои обуки, образование. Така е. Значи тоа е другиот аспект од бенефитите. Значи секој професионален војник како и останатите воени лица имаат можност во текот на кариерата да завршуваат одредени курсеви и обуки, како во земјата, така и во странство. Тие се непроценливо искуство за професионалниот војник, па и за останатите воени лица, се здобиваа со знања кои што реално не би можеле да се здобиат во цивилниот живот. И тоа за нив многу значи, како и за нашата армија. Како не, она што дополнително сакав само да го потпрашам, дека се обновува договорот и вработувањето на 4 години, тоа значи дека на 4 години повторно се проверуваат здравствено, одредени квалификации. Се проверуваат здравствено секојаш пред положување на договорот за професионалните војници зборувам, а останатите способности, физичката и здравствената способност, во текот на кариерата плански се проверува. Значи, ние секоја година како војни лица подлегнуваме под физички проверки и мораме да ги поминеме тие физички проверки. А согласно планот исто така и подлегнуваме на здравствени прегледи. Затоа што една специфика како професија, верувам дека не се само физичките, туку и психичките проверки кои што затоа што не може реално секој да го работи тоа. Па како што реков, им даваме можност, посебно на професионалните војници во тие 3 месеци да се пронајде или да не се пронајде себе си. Апсолутно, така да одлуката е нивна. Се случува ли да се откажат кога ќе ги пројдат и тие обуки, кога ќе ја видат дисциплината, останала она народната, дисциплиниран си како војник? Верувајте, многу малку. Многу малку, значи си продолжуваат, свесни се, едноставно се запознаваат со тие бенефити кои што им ги нуди армијата, посебно во последните неколку години. Така, добро, ајде, вака сега со оглед на тоа дека се вработени, дека се години си одат на работа, кои се врските на професионалните војници? Со самиот прием, како што ви спомнав, значи спомнав на почетокот, во таа основна војничка обука тие се упатуваат на стручно специјалистичка обука, што значи дека во текот на кариерата со склучувањето на вториот договор од 4 години ќе бидат поставени во соодветни команди единици во армијата. Секоја команда единица си има своја мисија и задача. Така да и обврските зависат од мисиите и задачите на командите единици, на професионалните војници. Сметате дека овој механизам е добар
или треба да се врати претходно тоа волонтирање? Волонтирањето си постои, го спомнав тоа. Значи тоа е еден начин, доброволното служење на воен рок е еден начин. Ама многу начин... малку се пријавуваат во исто. Затоа што не е услов за пријавување на јавниот оглас. Меѓутоа се уште си постои како такво, може секој граѓанин, секој млад човек да се пријави на доброволно служење на воен рок, па ете да го испроба својот начинот на живење во армијата. И тука е еден пред, да речеме, пријавување на да се одлучи дали после тоа доброволно служење на воен рок ќе сака да се пријави на некој од јавните огласи за професионален војник на служба во армијата. Она што го споменавте дека добро е што се пријавиле толку многу што се пријавуваат, сакаат да бидат професионални војници, вие можете да ги изберете најдобрите по квалификациите и сега кога ќе ги изберете најдобрите, како ги распределувате кој каде? Да, значи Генералштабот на армијата го на годишно ниво до Министерството за одбрана. Што е тоа што е присутно, кој кај треба да оди? Па секогаш најчесто нивното образование. Значи, како еден условите добро, јас мислам дека се некои квалификации кои што ги поседуваат, вештини. Така е, и тоа го бараме, затоа го спомнав тој дел за нивното средно образование. Значи, најчесто средното образование ги одредува каде ќе бидат поставени, односно согласно законските одредби, во кој род, односно служба во армијата. Значи, во таа 3-месечна обука, последниот дел од обуката е стручна специјалистичка обука, кој што ги одредува нивниот противслужба и потоа ги поставуваме согласно потребите на армијата и актот за формација на армијата, ги поставуваме на должностите за кои што истите кандидати не биле потребни. И мислам дека следново прашање сакаат сите да го слушнат, особено граѓаните кои што веруваат и се подпираат на нашата војска. Каков е квалитетот на образование, но и обука кој што го имаат професионалните војници? Кај нас, ајде да се споредиме можеби и со земјите во регионот, можеби подалеку? Образованието е тоа, значи ние ги приемаме со таквото образование кој што го има. Значи средното образование е еден од условите за пријавување по јавниот оглас. Меѓутоа морам да напоменам, она што е битно во текот на развојот на нивната кариера е можноста и обврската да учествуваат на најразлични обуки, односно воени вежби. Тие воени вежби се со присуство на останати на припадници од другите странски држави. Ние сме сведоци за одржаните на бројни вежби, воени вежби тука на територијата на нашата држава, меѓутоа уште повеќе ги испраќаме нашите кандидати професионалните војници на обуки и вежби во странство. Што значи тоа? Сите знаења кои што ги стекнуваат припадниците на странските армии, ги стекнуваат и нашите припадници. Значи, во никој случај, по никоја основа не заостануваат по она. Значи, тоа се високо квалитетни обуки. Така е, високо квалитетни обуки. Значи, во текот на кариерата ќе имаат можност да бидат упатени на други курсеви, кои што не се, да речеме, обука и воени вежби. Се зголемија таквите кога станавме полноправна членка на НАТО? Се зголемија, точно се зголемија, затоа што мораме да одиме во трен со стандардите. Ги исполнуваме стандардите? Ги исполнуваме. НАТО стандардите се веќе наши стандарди. Значи, ние мора да ги извршуваме сите тие задачи, обврски, мисии согласно нашите, односно НАТО стандардите. Колку учествуваме во мисии? Не само обуки, туку учествуваме во мисии? Учествуваме во мировни операции, да, согласно потребите. Најчесто каде? Па насекаде, да речем. Значи, уште многу одамна, од 2002 година учествувам во мировни операции, согласно потребите на НАТО, како воена организација, односно согласно нејзиниот мандат даден од страна на надлежните меѓународни институции. Оно што може да го заклучиме, дека имаме ли квалитетна војска, имаме ли кому да се подпреме? Имате, сигурно секогаш. Да бидеме мирни. Да. Добро. Се разбира, го заокружуваме разговорот со оглед на тоа што убаво објаснивме што значи да се биде професионален војник, но има ли потреба за повеќе професионални војници, со оглед на тоа дека сега заврши огласот, имате потреба за повеќе? Какви се потребите на армијата? Согласно планот за вработување, ќе има уште еден јавен оглас до крајот на годината за прием на професионални војници. Од прилика ќе биде ли таа бројката? Да. Горе долу 200. 150 души. 150 до 200, така или 150? 150. Така. Добро. Ќе дадете апел до оние кои што сакаат да станат дел од армијата? Па ете, јас за сите оние што не гледаа, значи во ова утро, еве ги предизвикувам доколку сметаат дека се достојни да се пријават, односно да се вработат и да служат во армијата и на нашата држава нормално. Ги повикувам и ги предизвикувам, следете ги огласите. Огласите ги објавувате каде на интернет страницата на Министерството за одбрана, може секогаш да се ќе се објават и во службени весници. Ова во дневните весници се објавуваат, да. Исто може да се следат и таму. Значи следете ги јавните огласи и доколку сметате дека можете да одговорите на предизвикот да бидете професионален војник на служба во армијата, слободно пријавете се. Ви благодарам.
Благодарам на за вас. гостувањето. Благодарам. Имаме уште